Проблемот со исплатата на мартовските плати во државните и локалните установи од културата се прелеа во собранието. На пратенички прашања, поранешната министерка за култура и пратеничка од СДСМ, Бисера Костадиновска-Стојчевска, го праша министерот за култура и туризам Љутков зошто новите решенија за исплата на платите не биле направени и доставени навреме до институциите. Зошто урнек решенијата се испратени тек на 10 април до установите, знаејќи дека имате безмалку околу 100 културни установи, има уште 49 кои што се под Министерство за култура и туризам, има 49 кои што се под локална самоуправа. И зошто тек на 10 април се добиени решенија, урнек решенија и не се подпишани од тоа кои се ги изработува. Дали не бевте во државата? Љутков и реплицира дека не е точно дека тој бил одсутен од државата и дека правеле посебни решенија со што не успеале да ги изготват навреме за исплата на платите. Не е точно. Јас бев во Македонија кога требаше да се решава овој проблем. Јас не сум како вас да барам додам во Страсбур во време на најголемата несреќа што и се случила на Македонија. Костадиновска-Стојчевска му рече и дека од лани има мислење од Уставниот суд за колективниот договор за култура, во кое стоело дека за него не е потребно мислење од Министерството за финансии, но според Министерот за култура, колективниот договор за култура со кој платите на вработените во културата со порастот на минималецот во март требаше да пораснат за 8,5% е штетен и дека е подпишан од поранешен министер без да знае што подпишува. Љутков кажа дека со тој колективен договор буџетот во културата од 60% за плати и 40% за програмски активности бил сведен на 90% за плати и 10% за програмски активности. Според министерот, платите што сега се исплаќаат по новата пресметка нема да придонесат за кратење од програмските активности како за време на министерувањето на Костадиновска-Стојчевска.